Поздрав! Денеска ќе зборувам за Сатурн во петата астролошка куќа во вашата натална карта. Ако можеби вие го имате Сатурн во петата астролошка куќа во вашата натална карта, тогаш ова видео ќе биде за вас. Ќе зборувам за Сатурн и неговата енергија, ќе зборувам за символиката на петата астролошка куќа и кога Сатурн ќе се најде во петата астролошка куќа. Секако како ќе можеме од таа енергија да излеземе ако е Сатурн кај вас, например, деструктивно поставен, што значи тоа ако гради некои опозиции, некои јаки конјункции или некои квадратури со вашите лични планети, како ќе можете од оваа енергија да излезете? Секако дека вашата натална карта и дава одговор на тоа. Но јас сега ќе зборувам само за таа енергија на Сатурн во петата астролошка куќа од аголот на природниот хороскоп. Пред се сакам да ги поздравам сите љубители на астрологијата, сите македонци кои што живеат навсекаде низ оваа наша убава, преубава планета Земја. Добре дојдовте сите на мојот астролошки канал. Јас сум вашиот астролог Мерсиха 412. Сатурн е една планета која што зборува за кармата. Значи, како ние реагираме, како делуваме, сета таа енергија се враќа наназад. Затоа спомнувам секогаш, размислете пред да кажете нешто, размислете пред некако да делувате, затоа што сета таа енергија се враќа наназад и знаете дека никој не може да избега од тоа. Таа енергија секогаш се враќа назад. Сатурн исто така една енергија на планета која што зборува нешто за времето. Преку Сатурн можеме да постанеме мајстор на својот живот. Но не е тоа толку лесно. За тоа ни е потребно време, работа, дисциплина и одговорност. Сатурн ни поставува честопати една граница, една врста на блокада. Зошто? За да постанеме мајстор на својот живот и никого да не обвинуваме за нашите дела, за нешто што не сме можеле до сега да успееме во нашиот живот. Не заборавајте, сета таа енергија и наназад се враќа. Петата астролошка куќа зборува за нашиот креативен живот. Зборува нешто за нашето хоби, зборува за љубовните авантури, зборува за децата. Петата астролошка куќа изборува најважно за играта. Значи, животот треба да го сватиме како една врста на игра и забава пред се. Но треба да знаеме како да играме оваа игра. Сега, ако тука Сатурн, значи Сатурн и играта. Сатурн нема да дозволи толку лесно да си играме со нашиот живот. Сатурн ќе ни постави една граница. Може ќе каже во прошлиот живот или во прошлите инкарнации сте делувале деструктивно, еве сега јас ти поставам една граница. Значи треба да научиш како да го живееш животот, тоа значи тоа како да бидеш слободен во својот живот и како да си играш со својот живот на еден најконструктивен начин. Сатурн исто така може да постави една граница во вашите љубовни авантури. Може би присакувате некого што не е одговорен, да речеме, во тие љубовни авантури. Може би привлекувате некои личности кои што се доста постари од вас. Исто така Сатурн може да постави една врста на блокада во вашата креативност. Значи да се почувствувате некако немоќни нешто на еден креативен начин да делувате.
Тоа е многу, многу битно. Како ќе можеме од оваа енергија, значи сето тоа што го кажав, како можеме да излеземе од оваа деструктивна енергија? Вашата натална карта дава секако одговор и повеќе информации на тоа. Но како да можеме Сатурн во петата астролошка куќа да го живееме на еден најубав начин? Па пред се бара одлука. Одлука, ако нешто не ви оди во животот, на тоа поле да речеме, значи треба да донесете една врста на одлука. Каква одлука? Да започнете животот да го гледате на еден слободен начин, како една врста на игра. И да научите како ќе можам сега со животот на еден слободен начин да живеам и животот да ми постане лесен и да се забавувам едноставно во живот. Затоа што Сатурн тука става граница, како што реков, но вашата лекција е сега да научите како ќе можете Сатурн, како ќе можете оваа енергија на Сатурн во петата куќа да ја живеете на еден најконструктивен начин, да си донесете една врста на одлука, да го живеете животот како една најубава игра. И животот да ви биде забава. Се донесува една одлука, но за таа одлука јас не можам да ја донесам за вас и никој друг. Но за тоа е потребно да бидете свесни. И не само тоа. Спремни треба да бидете за тоа. Ако не сте спремни животот да го прифатите како една врста на игра, како една врста на забава, ќе не можам ни ја, ни некој друг да ви помогне во тоа. Значи се бара една врста на одлука да се донесе и да започнете едноставно. Почнете со мали чекори. Тоа не може брзо да иде, затоа што Сатурн е тука кој што бара време. Дозволете си со мали чекори да го живеете животот како една врста на игра, да ви биде убаво, да ви биде забавно животот да го живеете. Затоа што ние сите сме родени во оваа планета Земја, животот да го живееме како една врста игра и забава. Но затоа треба да знаеме како тоа да го направиме. Само преку време, одговорност, носење на одлука, ќе можете од оваа енергија на Сатурн во петата астролошка куќа на еден најконструктивен начин да ја живеете. Значи, тоа беше само една кратка анализа на Сатурн во петата астролошка куќа. Ако сте заинтересирани за повеќе информации од вашата натална карта, тука сум за вас. Ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!